Во приказната за слободата на македонскиот народ, градена е судбината на многу млади луѓе кои се искачени на пиедесталот во историјата, во борбата за слобода и постоењето на македонската држава. Многу наши синови, борци за слободата на својот народ, ги посеале коските низ цела Македонија, не можејќи да го дочекаат изгревот на слободата. Благодарение на нив, денес нашиот народ живее слободно. Во разгорот на револуционерната борба за ослободување на својот народ се вклучил и револуционерот Тошо Велков Пепето. Во негова чест, нашето училиште го носи неговото име со кое ние се гордееме. Роден е во Кавадарци 1912 година, во ситно трговско семејство, а се школува во родниот град и во Белград. По завршувањето на средното училиште се запишува на ветеринарниот факултет во Загреб. Поради неговата револуционерна активност, примени во комунистичката партија во 1937 година. Откако се здобил со звањето доктор по ветеринарни науки, доаѓа на служба во Куманово. Во текот на 1942 година Тодор се докажува како еден од агитаторите на Народно-ослободителното движење. Исто така учествува и во формирањето на Народно-ослободителниот одбор во Куманово. Во април 1944 година од иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ поканет како делегат. Во втората половина на април 1944 година заминува во партизани. 20 мај 1944 година во местото Гавран, крај селото Владимиров. Така завршува животот на доктор Тодор Велков, достоен син на македонскиот народ. Ова година се навршуваат 77 години од неговата трагична смрт. Нашето училиште го носи името на овој револуционер, на една установа која воспитува млади поколенија, се труди да формира здрави и морални личности, одговорни и доследни на своите задачи, личности кои ќе знаат да почитуваат и да бидат почитувани. Оваа година се навршуваат 37 години од отварањето на ова општинско основно училиште, училиште кое реди безбројни успеси, училиште кое освои општински, регионални и државни меѓународни награди. Во чест на нашиот патрон, нашето училиште го градиме со знаења, успеси, награди и признанија. Наша должност е да го чуваме она за кое тој се борел и го дал својот живот. Наша должност е да го продолжиме неговиот пат, борејќи се за вистината и правдата. Наша должност е да стекнуваме знаења од нашите наставници, столбови на ова прекрасно основно училиште. Научниот актив по македонски јазик распиша награден литературен конкурс на тема "Наставата воспитува и образува". Првата награда ја добива ученичката Кристина Цветкова, втората награда ја добива ученичката Моника Чоклева, третата награда ја добива ученикот Ристе Камчев. Исто така, наставниците по ликовно образование распишаа награден ликовен конкурс на тема "Природата, живот, убавина, инспирација". Наградени се следниве ученици: Бојан Минчев, Николина Бачева и Сања Серафимова. Оваа година, по повод патрониот празник, синдикатот доделува јубилејни награди. Ја повикувам наставничката Милица Кабранова, председател на синдикатот, синдикалната организација да ги додели наградите. Како секоја година, така и оваа година имаме колеги кои што имаат години стаж во оваа училиште. Оваа година се вработените кои што се со 10 години работен стаж. Ја повикувам колешката Трајанка Костова да и доделиме скромна награда за 10 години работен стаж. Надица Јосифова, Васка Трендафилова и Маја Василева. Како и секоја година, така и оваа, Комисијата за избор на првенци на генерацијата имаше тешка задача да ги издвои и прогласи најуспешните ученици. Пофалени ученици се Сара Јованова и Јована Секуловска. Сега го повикувам директорот на училиштето да ги додели наградите. Јас сум Јована Секуловска, ученичка во 9-3 одделение. Пред се сакам да ви го честитам патрониот празник на нашето училиште. Во ово училиште зачекорив пред 9 години и поминав прекрасни мигови заедно со моите наставници и другарчиња. Горда сум што денес ја имам оваа чест пред сите вас да и се заблагодарам на мојата наставничка Зорица Милкова, која ме поведе во училишните клупи и 5 години се бореше за мене и нашиот клас. Благодарна сум за нејзината поддршка и топлина. Големо благодарам и до мојата класна, наставничката Весна Темков, која овие 4 години го водеше нашиот клас и постојано ни даваше совети за да го пронајдеме правиот пат. Благодарност и до директорот, стричната служба, а и до сите наставници. Мило ми е што денес стојам пред вас и се надевам дека нашата дружба ќе продолжи и понатаму. Според правилникот за избор на првенци на генерацијата, комисијата ги прогласува учениците. Стефанија Серафимова, 195 бодови. Од срце ви благодарам за искажаната доверба. Овие 9 години за секогаш ќе останат врежани во моето срце.
Вие ми го трасиравте патот кон успехот, а јас гордо ќе чекорам по него и ќе освојувам нови успеси. Посебна благодарност упатувам кон мојата одделенска наставничка Спасијка Колева, која ги удри тамелите во моето образование и до мојата класна раководителка Македонка Николова, која несебично се залагаше кон мојот успех. Ви благодарам. Секен патронат празник на училиштето. Менче Талева, 265 бодови. Признавам, земена сум со безброј чувства кои предизвикуваат мала збуменост во мене. Земајќи го предвид тоа што ниту јас, ниту пак некој друг знае што е испишано на првата страница на новото поглавје. Тоа е очекувано. Но постои нешто во кое сум сигурна. Спремна сум да се соочам со секој предизвик што следува, благодарение на изминатите 9 години во ово училиште, кои ја изградија храбрата, посветена и одговорна личност што сум денес. Моите успеси и мојот напредок, уште од првиот пат кога го преминав училишниот праг, се плод на целосната посветеност на моите прекрасни наставници. Многу е тешко да се најдат зборови со кои ќе ја искажам бескрајната благодарност до нив. Пред 9 години во својата преградка ме прими Александра Ефремов. Секогаш ќе се восхитувам како успел од зачудени, меѓу себе непознати детски лица да создаде сложно, неразделно семејство во кое сите се чувствуваат прифатени и сакани. Ги засади корените на образованието, ни пружи родителска љубов и како јато птици не пушти да летаме понатам. Затоа и благодарам на незината упорност, амбициозност и безусловната поддршка. Почетокот на 6-то одделение представуваше непредвидлив и помалку страшен период, но јас и моите соученици секогаш бевме охрабрени од нашите наставници. Тие го продолжија тоа што веќе беше започнато, чекораа со нас по патот на образованието и ни помогнаа да се пронајдеме себе си. Голема благодарност и до моите класни раководители Даниела Колева и Надица Јосифова, кои освен знаење ни подарија и трајни животни вредности и навики. Нивната насмевка, позитива и желба за подобрување, што ги исполнуваа училниците, беа наша најголема мотивација и поттик. Стојам овде со окрената глава, горда и благодарна за секој момент поминат во ово училиште со овие наставници. Се надевам дека ќе останете горди на мене и тоа што следува. Нина Деневска, 278 бодови. Почитувани присутни, големо задоволство ми е што денеска токму јас ја примам оваа награда. Кога како мали збунети деца кои не знаеа што ги очекува, зачекоривме за прв пат во водите на образованието, бевме пречекани од врвни наставници кои заедно со целиот училишен персонал го направија ова да биде нашиот втор дом, нашето второ семејство и пред се место на кое се чувствуваме безбедни и среќни. А токму поради тоа, јас се потрудив да ви се одолжам за се што направивте за мене. Најпрво би сакала да и се заблагодарам на мојата прва наставничка Александра Ефремов, која со постојаната насмевка, топлина, трпеливост и посветеност не научи како да учиме со разбирање, како да се развиваме во вистински луѓе и како нашите соништа да ги претвориме во дела. Би сакала да изразам голема благодарност и до наставничките Даниела Колева и Надица Јосифова, кои како класни раководители вложија големи напори да не подржат во се и да ни даваат мотивација со својот пример за постојан напредок. Упатувам и уште едно благодарам и до сите други наставници кои несебично со нас го делеа своето знаење, учествуваа во решавањето на нашите ученички проблеми и ни помогнаа да се подготвиме за новата животна етапа која не очекува. И секако на моите родители, без чие разбирање и потпора не би можела да постигнам ништо. За крај, ово училиште за секогаш ќе остане моје училиште, заедно со сите спомени од него, а исто така и за секогаш ќе останам благодарна за честа која ми беше пружена да ме учат и воспитуваат вакви наставници. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.